Вести на Канал 8. Сменското работење во основните училишта во општина Кучани останува актуелно во јавноста. Дел од наставниот кадар во нив излезе со писмени реакции во кои се бара да нема промени во сегашните термини, односно да се задржи промената на смените еднаш месечно. Предлогот за преиспитување на одлуката за менување на смените во следењето на наставата во основните училишта во општина Кочани поттикна дел од наставниците да упатат писмени реакции до надлежните за образование во локалната самоуправа. Ова прашање беше актуализирано на последната седница на Советот на општината, кога беа изнесени мислења дека сменското работење влијае врз зголемувањето на трошоците за работа на училиштата, но и врз намалувањето на дисциплината, редовноста и успехот на учениците. Реакции во врска со тоа до општината биле испратени од две основни училишта и според образложенијата во нив се работи за слични ставови. Група наставници од училиштето Малина Попиванова, како адути зошто треба да се применува сменско работење, наведуваат дека учениците во втора смена во одделенска настава завршуваат во 18 часот и 10 минути, а во предметна во 18 и 25, што значило дека разликата е многу мала. Парното грејење се исклучувало околу 16 часот, така што не било точно тврдењето дека би се заштедило на тој начин. Според наставниците, нехумано било учениците од 6 годишна возраст да бидат во училиштето од 13 до 18 часот, затоа што работоспособноста е поголема во утринските часови, а дисциплината била иста кај сите ученици, па стручните служби требало да се занимаваат со тој проблем. Со идентични ставови, како и нивните колеги од Малина Попиванова, се и наставниците од основното училиште Свети Кирил и Методи, кои во писмената реакција додаваат дека нема да има големи заштеди од укинувањето на сменското работење, затоа што одделенските наставници имаат од 23 до 26 часа неделно, за разлика од предметните кои се со 20 часа. Дополнителен факт дека треба да има промена на смените, според нив е што учениците од прво до петто одделение се мали и многу од нив живеат далеку од училиштето, па во зимскиот период по завршувањето на наставата е темно и родителите се обврзани да ги чекаат. Цел на наставниците била да се борат за специјализирани училници, а не да се враќаат назад. И на крај во писмената реакција велат дека и тие понекогаш имале потреба заеднички да седнат на ручек со своите семејства. Необично во целата ситуација со писмените реакции е што тие се појавија токму по информацијата во вестите на Канал 8 од пред еден ден, иако седницата на Советот на општината на која се дискутираше за ова прашање се одржа пред една недела. За наредната седница, училиштата треба да достават писмена анализа за економската оправданост од сменското работење, пошто истото прашање повторно ќе се разгледува на Советот. Иако одамна имаат поднесено барање за добивање субвенции за своето производство, оризопроизводителите од Кочанско уште не ја добиле финансиската помош. Од Агенцијата за подршка во земјоделството велат дека исплатата на парите ќе започне во текот на овој месец. Иако започна жетвата од овогодишната реколта на оризот, субвенциите за произведените количини од минатата година не се исплатени. Земјоделците се уште не ги добиле очекуваните средства, иако во предвидениот рок ги поднеле пријавите со придружната документација. Со тоа не можат да подмират и дел од долговите што ги направиле со набавка на потребните репроматеријали, па веќе се приморани дополнително да се задолжуваат. Поради тоа оправдана е и нивната загриженост кога и дали воопшто ќе ги добијат парите што државата треба да им ги исплати како финансиска поддршка. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, преку која оди исплатата на субвенциите, неодамна рекоа дека нема причина за паника, иако признаваат дека имало мало задоснување, што се оправдува со објективни околности. Оваа година имавме доцнање со пријавувањето на субвенциите поради поплавите, така да ќе доцни за еден месец исплатата, започнувањето на исплатата. Меѓутоа, сепак можам да најавам дека од овој месец ќе почнеме со исплата на полјоделските култури, вклучително и оризот. Субвенциите изнесуваат 12.000 динари по хектар за употреба на сертифицирани семенски материјал или 8.000 динари по хектар за несертифициран семенски материјал. Тука исто така да нагласам дека за оризот има и дополнителни 3.000 динари како дополнителна мерка, што значи минимум што се добива по хектар за одледување на ориз е 11.000 динари, а може да биде 15, доколку се потребува сертифициран семенски материјал.
Голем дел од земјоделците, меѓу кои и производителите на ориз, не беа во можност да ги добијат субвенциите и поради неподмирени долгови кон државата. При тоа, најголем проблем им се неплатените давачки за напасување на стоката, за воден надомест, за концесии за користење земјоделско земјиште во државна сопственост, како и за радиодифузна такса. Нов лик ќе добие општинската зграда на Зрновци со поставувањето на новата термофасада. Се реновираат и внатрешните простории, а се менуваат и прозорците. Тече и асфалтирањето на неколку улици во селото. Општинската зграда на Зрновци ќе добие нов лик. Во тек е поставувањето на термофасада на која деновиве интензивно се работи. Освен фасадата се менуваат и дравените прозорци со нови ПВЦ. Средствата се обезбедени од секретаријатот на владата на Швајцарската конфедерација преку проектот Енергетска ефикасност. Финансиската конструкција на целиот проект за промена на фасадата и прозорците изнесува 1 милион денари, во кој општината учествува со 200.000. Со реализација на овој проект од општината очекуваат заштеда на потрошувачката на електрична енергија. Освен ова, преку проектот Заштита на природата, реновирани се и дел од внатрешните простории на локалната самоуправа на Зрновци. Освен општинската зграда, преку проектот за асфалтирање на улици во општина Зрновци ќе се работи на неколку улици во селото. Асфалт ќе добие улицата Филе Ристов, а ќе се асфалтира и крак од улицата Генерал Апостолски. Освен асфалтирање на овие две улици, ќе биде изградена и атмосферска канализација. Ова општината го реализира со средства од сопствениот буџет. Општина Зрновци започна и со изградба на фекална канализација во село Мородвис. Изведувач на работите е фирмата Изгрев инженеринг од Велес. Средствата за овој проект се обезбедени од Министерството за транспорт и врски. Во тендерска постапка е и изградбата на парк плоштад во селата Мородвис и Видовиште со средства од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој. Освен ова, се очекува да започне и изградбата на улицата Трифун Вангелов во село Мородвис. Во процедура и распишување на тендер за уредување и регулација на Зрновска река, како и асфалтирање на уште еден крак на улицата Генерал Апостолски и крак на улицата Скопска. Видовечка река ќе добие 2 моста. Комплетирана е и проектната документација за изградба на 2 полски патишта во должина од 3 километри, како и изградба на пат до археолошкото наоѓалиште Манастириште во близина на манастирот Свети Симеон во село Мородвис. Во тендерска постапка е изградбата на 2 моста на Видовишка река во село Видовиште, за што средства се обезбедени преку швајцарската влада. Проектот ќе биде реализиран преку источниот плански регион. Во тек е изградбата на детската градинка со средства од Министерството за финансии на Република Македонија. Општина Зрновци аплицира и за проект на веќе објавениот повик за меѓународна соработка со општина Боболиево од Република Бугарија. Средствата за овој проект се обезбедени од ИПА програмата на Европската унија. За таа намена општина Зрновци веќе има комплетирано проектна документација за изградба на 2 полски патишта во должина од 3 километри, како и изградба на пат до археолошкото наоѓалиште Манастириште во близина на манастирот Свети Симеон во село Мородвис. Граѓаните кои немаат познавања за работа со компјутер или не говорат англиски или германски јазик, ќе може да се пријават за курсевите што ги организира општина Кочани. Обуката е бесплатна, а пријавувањето е до 16 октомври. По втор пат годинава општина Кочани објави оглас за пријавување за бесплатните курсеви по странски јазици и информатика. Од општинската администрација велат дека интересот меѓу граѓаните бил зголемен, па затоа се одлучиле и за есенски термин за курсевите. Со тоа им се овозможува на оние што и досега ја следеле наставата да завршат по 2 степени во една година. Како и во изминатите години, ќе можат да се пријават заинтересирани полнолетни граѓани кои наставата ќе ја следат во групи што ќе се направат по завршувањето на рокот за пријавување. Оваа година, значи, пријавувањето ќе трае до 16 октомври. Заинтересираните лица можат до едношалтерската канцеларија да поднесат пријава, а курсиви се организираат со тоа што се продолжува од минатата година, односно за англиски јазик ќе тече курсот за 2 степен, 4, 7 и 8 степен, курсот по германски јазик ќе се организира за 2 и 4 степен и курсот по информатика само за 2 степен.
Наставата ќе се одржува во основните училишта во Кочани и во населбата Оризари, при што упатен е повик и до заинтересираните наставници кои предаваат странски јазици да се пријават за да ги водат курсевите. Бројот на заинтересирани граѓани е променлив од година во година, но за оваа година се очекува да се пополнат планираните термини. Минатата година имавме пријавено повеќе од 400 лица, меѓутоа во текот на самиот курс некои од тие се откажуваат, меѓутоа има и некои кои што се пријавуваат. За споредба, минатата сезона кога се организираше курсевите, беа ангажирани 25 наставници во 25 простории, односно за 25 групи на возрастни слушатели. Трошоците за одржување на бесплатните курсеви ги покрива локалната самоуправа преку програмата за поддршка во образованието, како и од буџетските средства на сметката на градоначалникот на општина Кочани. 312 барања за бесплатна банјско-климатска рекреација и бесплатен одмор се поднесени во Фондот за пензиско-инвалидско осигурување во Кочани до последниот рок 6 октомври. Од пријавените претежно се пензионери со ниски примања. Во подрачната единица на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Кочани до 6 октомври, последниот ден од продолжениот рок за поднесување барања од пензионерите за бесплатна банјско-климатска рекреација и бесплатен одмор, се поднесени 312 барања. Од подрачната единица на фондот информираа дека барањата се претежно од пензионери со ниски примања, кои досега не ја користеле оваа мерка на владата и Министерството за труд и социјална политика. Поголем дел од пензионерите од Кочанско се заинтересирани за банјско-климатска рекреација, зашто се поднесени 240 барања, додека помал дел од барањата, 72, се однесуваат за користење на бесплатен викенд. Инаку, од подрачната единица на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување од Кочани информираат дека годинава 150 пензионери со ниски примања ја користеле услугата бесплатна банјско-климатска рекреација, а додека 95 пензионери услугата бесплатен викенд. 320 карикатуристи од 47 држави твореа на тема Светот е мал. Активноста е дел од меѓународниот конкурс за фестивалот Инвиница Веритас, што го распиша Домот на културата Тошо Арсов. 320 карикатуристи учествуваа на меѓународниот конкурс за фестивалот Инвиница Веритас, што го распиша Домот на културата Тошо Арсов од Виница, на тема Светот е мал. Тричлената комисија во состав Блаже Докулевски, Ивајло Цветков од Бугарија и Саша Димитриевиќ од Србија имаа тешка задача да ги изберат најдобрите 3 од вкупно 320 карикатури кои пристигнаа од 47 држави на адресата на оваа институција. Карикатуристите Блаже Докулевски и Ивајло Цветков рекоа дека има квалитет кој што задоволува, има оригинални автори, идеи и многу е тешко да се изберат најдобрите кои што ќе бидат наградени. Тие многу бараат од карикатуристите и цртеж и идеја и нов израз во начинот на цртање, нова форма, поставеност и колорит. Најголем впечаток им оставиле карикатуристите од Иран како одлични цртачи и иноватори. Тие додадоа дека во светот има многу конкурси, многу карикатуристи кои творат и дека конкуренцијата и овој пат е голема, што ја покажува и важноста на конкурсот, а и на самиот фестивал. Најдобрите 3 ќе бидат објавени во текот на оваа недела, кои официјално ќе бидат наградени на отворањето на фестивалот на 19 октомври. Програмата, која според најавите на организаторот ќе биде кулминација на фестивалот, ќе биде објавена во петок. Следува спортската информација. По обезбедувањето термини во салата на основното училиште Никола Карев, аикидо клубот Нико продолжи со нормална работа. Во вторникот вечерта се одржа првиот тренинг за досегашните членови, а од клубот најавуваат можност за запишување и на нови. Членовите на аикидо клубот Нико од Кочани го одржаа првиот тренинг по паузата од над 1 месец, до која дојде поради одземањето на термините во салата на основното училиште Никола Карев. Откако беше постигнат договор да се овозможи повторно користење на истиот објект,
Младите и постарите членови од вторникот вечерта ја продолжија својата нормална работа. На првата прозивка видлив беше помалиот одзив поради тоа што и покрај контактите преку социјалните мрежи на интернет, сите навреме не биле информирани за продолжувањето со тренинзите. Сепак, во клубот очекуваат веќе од следниот термин да се вратат сите членови кои и пред тоа биле активни. Паузата од месец време скоро и да не значи ништо, бидејќи во тек беа децата со вежбање, ги вежбаа своите техники за полагање. Требаше во септември да има полагање, ќе има сега на почетокот на октомври, што значи дека се веќе во кондиција, технички спремни. Тоа е тоа. Заедно со тренинзите по аикидо продолжуваат и оние по кардиофитнес, каде што членството е поголемо. И покрај прекинот во работењето, од клубот велат дека имало голем интерес за продолжување на тренинзите и за запишување нови членови. Во тек е запишувањето на нови членови, се прејавуваат секојдневно и на Facebook и на мобилен. Отворени се вратите како за стари, така и за млади, за нови членови. Повикани се сите боречки вештини кои што се во Кочани да дојдат да посетат и аикидо, како и нашите членови да ги посетат другите боречки вештини за да се сплотиме и да работиме заедно во тој боречки дух. Гоцев од име на сите членови се заблагодари за поддршката што аикидо клубот Нико ја добил за да продолжи со работа и да ги врати термините за одржување на тренинзите. Толку во овие вести, повеќе информации на канал 8.mk. Довидување.